Јапонската, европската и светската јавност со нетрпение ја очекуваа промоцијата на новиот SUV на Mazda, популарниот CX-5, кој за прв пат беше промовиран во светот на автомобилите во далечната 2012 година. И ова, де факто, беше првиот модел кој целосно ја имплементираше дизајнерската тема на Mazda под работно име Kodo, Soul of Motion или душа на движењето, како и Skyactiv технологијата која испорачува одлични возни перформанси и сериозно влијае на квалитетот на воздухот. Од таа 2012 година SUV моделот CX-5 на Mazda стана најпродаваниот модел на Mazda, со продажба во околу 100 земји во светот и со продадени над 4,5 милиони примероци. Она што особено и се допаѓа на публиката кај CX-5 секако се спортскиот и урбан дизајн, одличните возни својства и внимателно изработениот ентериер. Денес CX-5 веќе и официјално ја живее својата трета генерација. Веќе имплементираниот Kodo дизајн по 23 години е издигнат на уште повисоко ниво. Ентериерот нуди повеќе простор и поголем комфор, а возните својства се уште повозбудливи и може да функционира како идеален семеен SUV автомобил со кој одите на шопинг, работа, на одмор. Дополнително, како и останатите модерни автомобили, новиот CX-5 има напредни системи за асистенција на возачот или ADAS системи, кои ја подобруваат безбедноста и му помагаат на возачот во секојдневните авантури на патот, во урбаните средини и надвор од истите. Тука е и модерната конективност со која возачот и сопатниците добиваат екстра вредност од апликациите, системот за навигација, мултимедијалните системи, со што патувањата се полесни, побрзи, но и повторно ќе истакнеме многу поинтересни и повозбудливи, а луѓето се повеќе се поврзуваат и комуницираат со машината. Новиот CX-5 веќе започна да пристигнува во салоните во Европа. Во некои земји тоа ќе го направи од почетокот на следната 2026 година. Во поглед на димензиите, новиот CX-5 е долг 4690 мм, широк 1860 мм и висок 1695 мм. Моторот е Skyactiv G 2,5 литарски со Mazda M хибрид. Спарен е со 6-степениот автоматски менувач и на одредени пазари исто така може да се порача и со 2,5 литарскиот бензински мотор со директно вбризгување. На европскиот пазар и во Јапонија, новата Mazda CX-5 ќе биде достапна со благиот хибрид спарен со 2,5 литарски бензински мотор и менувач со 6 брзини.
јапонскиот автомобилски джин Toyota на домашно тло го представи сосема новиот Land Cruiser FJ, кој има задача со своите помали и покомпактни димензии и бројни авантуристички и практични иновации да го приближи култниот теренец до многу поголема група на клиенти. Промоцијата се прави неколку месеци пред официјалното лансирање на моделот, кое треба да се случи кон средината на следната 2026 година. Основната инспирација на FJ логично доаѓа од неговите поголеми браќа. Во поглед на дизајнот, многу елементи потсетуваат на поголемите модели, а на презентацијата може да се видат две маски кои многу потсетуваат на традиционалниот Land Cruiser, но може да се изберат со ретро дизајн и кружни предни светла или со правоаголни светла со дневни светла во форма на буквата C. Решетката има минималистички дизајн на кој е испишано логото на Toyota. Погледнато странично, моделот делува многу робусно, со мускулести калници и штитници, а она што е уникатно кај овој модел е што браниците имаат компоненти кои може да се извадат, а тоа сериозно ќе го заштити буџетот ако овие елементи се оштетат на паркинг или при возење надвор од патот. И ентериерот има едноставен и робусен изглед, превземен од големиот Land Cruiser. Опремен е со дигитален инструмент кластер и широк мултимедиумски екран, од кој се одвоени командите за клима уредот. Во поглед на димензиите, моделот е долг 4575 мм, широк 1855 мм, а висок 1960 мм, додека меѓуоскиното растојание изнесува 2580 мм. Овие димензии новиот FJ го прават за 348 мм пократок од стандардниот Land Cruiser. Под хаубата е сместен 2,7 литарски мотор со 4 цилиндри, 2TR FE со моќност од 163 конски сили и вртежен момент од 246 Нм. Спарен е со 600-степенски автоматски менувач, а погонот на сите тркала може да се вклучува по потреба. Да слушнеме на крајот како Сајмон Хемфрис, директорот за брендинг на Toyota, го представи новиот Land Cruiser FJ. Good morning, ladies and gentlemen. 2 years ago, we released the Land Cruiser 250, going back to the origin to redefine the Land Cruiser. At the end of that presentation, for those of you with good memories, we promised that the 250 was just the beginning. From the early days, Land Cruiser has been a family, with the 250 at the center, 300 at the peak, and 70 as the workhorse. And now, there's a new addition to the family. Ladies and gentlemen, bringing the Land Cruiser to a new generation, the Land Cruiser FJ.
The Land Cruiser FJ is now here to bring the Land Cruiser experience to ever more people. The trust and pure functionality that Land Cruiser is loved for. A minimal footprint with a new dimension in diving performance and maneuverability. Capability on a par with the Land Cruiser 70 with impressive wheel articulation. Designed for functionality and customizability. And all this, but now more accessible to a new group of people. And the family doesn't end there. The all-electric Landhopper forms a seamless extension of the car, taking you further than the car's capability alone would allow. Ladies and gentlemen, with the all-new Land Cruiser FJ, we look forward to bringing the adventure of the Land Cruiser lifestyle to a new generation of customers. Thank you very much indeed. Се што вози работи подобро со Liqui-Moly. Моторни масла и адитиви, произведени во Германија. Keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Said it's not worth living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes straight to your head, believe it if you want to.
И оваа година 59 члена на специјализираното жири од 23 земји ја скрати листата на потенцијални кандидати за освојување на престижната награда Car of the Year, автомобил на годината за 2026 година. Во листата на 7 финалисти се најдоа автомобилите Citroen C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 и Škoda Elroq. Во оваа листа, два производители на автомобили, Dacia и Škoda, се уште очекуваат својата прва награда од овој тип. Од друга страна, имајќи предвид дека актуелен носител на оваа награда, автомобил на годината за 2025 година е Renault 5, а претходната 2024 година титулата ја понесе Renault Scenic, ако и оваа година мнозинството гласови ги освои квалификуваниот Renault 4, тоа ќе биде трета победа на францускиот производител на автомобили поред. Интересно е и тоа дека последен пат Mercedes-Benz се пласираше во оваа скратена листа во 2019 година со својата А класа, а последната титула ја освои дури во далечната 1974 година. Брендот на суперспортски автомобили од Маранело, Италија, Ферари, и го представи на јавноста специјалниот проект под работното име Ferrari SC40. Интересно е што овој модел, кој е дизајниран од стайлинг центарот на Ферари, под диригентската палка на Флавио Манцони, нема да биде ставен во сериско производство и продажба. Тој е креиран како специјален проект, тотално кастомизиран, уникатен и прилагоден на желбите на само еден клиент, чиј идентитет засега не е објавен на јавноста. Не се знае и точната цена која мистериозниот купувач е подготвен да ја плати, а ако се верува на шпекулациите, цената ќе се движи над цената на серискиот модел 296 GTB, кој почнува со цена од 346.950 евра. А ако за еден автомобил можете од клиентите да наплатите сума над 400.000 евра, тогаш веројатно ви се исплати да правите само еден примерок од овој тип. Причината зошто специјализираните новинари цената ја компарираат со моделот 296 GTB е едноставна и логична, затоа што SC40 од него ги позајмува V6 моторот, шасијата и погонот. Што се однесува до името SC40, се повикува и му одава почит на легендарниот суперавтомобил на Ферари F40. Како што може да се види на снимките, дизајнерските линии на автомобилот се остри, со силни аглести линии, инспирирани од индустрискиот дизајн, со силни мускулести површини, што на автомобилот веднаш му даваат лесно препознатлив идентитет. Во поглед на пропорциите јасно е забележлив предниот, долг и ниско поставен нос, на чии краеви се поставени предните светла интегрирани во црно куќиште, кое се спојува со предниот долен всис на воздух. Страничната линија е доминирана од всисните елементи на интеркулерот. На задниот дел впечатливо е фиксното задно крило поставено високо во белата боја на каросеријата, која е специјално изведена за овој проект. Задницата завршува со агресивно поставениот издув, изработен од титаниум,
и врвови од карбонски влакна и атрактивните задни светла повторно превземени од моделот 296 GTB. Во интериерот доминира специјалниот материјал под името Kevlar, кој силно потсетува на моделот F40 и е искористен како инспирација за овој проект. Овој материјал се користи во пределот за нозете, зад седиштата и на делови од патосниците. Делови од материјалот се употребени и на воланот, а некои елементи на централната конзола и багажниот простор. Во врска со моторот, вкупната зафатнина изнесува 2992 кубни сантиметри, со максимална моќност од 663 коњски сили за моторот со внатрешно согорување и 830 коњски сили и максимален вртежен момент од 740 ньютон-метри за хибридот. Со овие перформанси од 0 до 100 км на час, автомобилот забрзува за 2,9 секунди, а максималната брзина изнесува 330 км на час. Седиштата се изработени како комбинација на алкантара кожа во боја на јаглен и технички материјал, а препознатливите Ферари кончиња се извезени на наслонот за глава. Инаку, копија на овој специјален модел е веќе изложена во музеот на Ферари во Маранело, а овие проекти на ексклузивно дизајнирање и развој на автомобилите, тотално прилагодени на желбите на еден клиент од првите скици до изработката, може да траат околу 2 години. Remember the cars that were made to drive? Now imagine a car transformed and revised, a century at rise, with no compromise. From cruise control to dry pilot mode to wisdom beyond wise. Hyper-personalized, the car is your AI. Built for your inspiration, made to be mesmerized. Take notice, realize, MBOS optimize. It gets you from point A to point B while helping you strategize. With advancements that lift you, innovation's the ritual. What was once conceptual is now simply exceptional. This is official art. We don't do artificial. This is luxuriously smart, and there is no identical. Long live Mercedes, blessed with elegance. Long live Mercedes, now that's an LLM. We put the AI in radio, the upgrade was way overdue. We put the AI in radio, so you could talk with the news. Banter back and forth, time to start the discourse. What's going on in Rome? I got a few reports. The CLA is amazing. Mercedes stays trailblazing. They partnered with FYI to futurize your infotainment. Are you a companion or some type of AI assistant? I'm more like a digital extension of you. This defines my existence. Move in luxury, fused with technology. You can't spell Mercedes without me. We put the AI on radio. This is the new brand new. We put the AI on radio, cause that's what we do. We love cars, cars with innovation. We love cars, cars with LLMs. Cars, we love